Добар ден! Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. При проблеми со видот, како да знаеме дали имаме катаракта или пак промена на диоптерот? Кои се основните симптоми што укажуваат на катаракта, односно на перде на очите, како што е познато меѓу народот? Разјаснете ли се причините кои што доведуваат до овој проблем? Може ли да се спречи развојот на катарактата со примена на одредени капки за очи или пак хирургијата е единственото решение? На оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Златко Арнаудовски, офталмолог и хирург во Систина офталмологија. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартуваме со разговорот во студиото. Останете на телма. Со текот на годините видот ни слабее, се жалиме дека не ни се гледа добро од блиску или пак дека видот ни ослабел за далеку. Како при тоа да знаеме дали е проблемот само до диоптријата или пак ни се јавила катаракта? За сето ова денеска од разговорот со доктор Златко Арнаудовски, офталмохирург во Систина офталмологија. Докторе, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, Марија, задоволство ми е повторно да бидам гостин во Телма амбуланта. Се надевам дека избрахме тема која ќе го задржи вниманието на гледачите. Бидејќи исклучително чест проблем, да. Велате дека се замаглува нашата природна леќа во окото кога се јавува катаракта. Каква е таа природна леќа? Како може да се замагли? Да. Во окото, ние го викаме тој среден дел на окото, ова слика, тука имаме фотографија која што можете да ја појасните. Е многу убава шема, една како изгледа окото, ова е окото на пресек. А горе ги гледаме очите, ја гледаме зеницата, првата разлика одма ќе ви ја кажам, кога гледаме зениците, нормалното око има темна зеница. Ако гледаме окото со катаракта, има една сиво-беличеста нијанса во зеницата. Тоа е заматувањето на леќата. А на овој пресек на окото многу убаво се гледа местото на леќата, тоа е во средината таа елипсовидна структура, која што нормално изгледа вака. Нашата природна леќа има диоптриска јачина од околу 20 диоптри и нејзината цел е да фокусира светлината како собрена леќа и да ја собере во онаа точка што ја гледаме таму, и тоа е точката на јасен вид. Е сега што се случува на втората слика кога веќе леќата ќе почне да се замати или сосема ќе се замати. Таа нејзина основна функција на фокусирање на светлото, односно собирање на светло од зраци се губи. И гледате зраците кои што влегуваат, ги разбива, ги разлева и на тој начин сликата наместо да е фокусирана и јасна, добиваме една слика која што е заматена и нејасна. И всушност тоа е и првиот симптом кој што се јавува кај пациентите со катаракта. Катарактата полека се развива. Тие симптоми во почетокот се и незабележителни затоа што сликата се создава од двете слики од левото и десното око кога во мозокот ќе се спојат. Тоа го викаме ние фузија и на тој начин мозокот создава онаа убава тродимензионална слика. Бидејќи едното око секогаш е подобро од другото, многу ретко во исто време и паралелно се развива катарактата, пациентот се навикнува, едноставно мозокот се адаптира на таа слика. Меѓутоа, ако го прокриете едното или другото око и вообичаено на некоја раздалечина каде што гледате, да речеме, телевизија, зиден часовник или нешто, можете да ја забележите на прва разлика дека едното око гледа подобро од другото или дека окото кое што веќе ја има катарактата станува, добива една слика која има сиво-жолтеникава заматена нијанса и тоа е процес кој што се влошува, трае и се прогресира едноставно. Ги споменавте симптомите кои што може да укажуваат на катаракта и да го погледнеме вториот телоп предвиден за денеска. Вели основните симптоми кои што може да укажат на оваа појава се заматен вид, што веќе споменавте, и проблем со читањето на слабо светло. Потоа промена во перцепцијата на боите, лош ноќен вид, особено при ноќно возење, честа потреба за промена на очилата, нова способност за читање без очила кај пациенти постари од 55 години, значи ова го издвоивме како нешто што е така поспецифично и поинтересно. Заматениот вид веќе го споменавте зошто се јавува, но зошто пак се јавува проблем при читање на слабо светло? Затоа што не е доволно на вообичаена светлосна енергија ако користиме, да речеме, една сјалица за читање од 60 вати. Кога почва да се заматува леќата,
сликата станува нејасна и има потреба од повеќе светло за да ја досветли сликата. Не треба 75 вати, можеби не треба 100 вати. На крајот почнуваме да ја губиме, сликата станува заматена. А она што е еден многу интересен феномен што секојдневно ни се случува во амбулантата, доаѓаат пациенти и викаат сретни и ни велат доктор нешто се случува, се подмлади, почнувам наочарите за читање не ми требаат веќе. Тоа е типичен симптом за развојот на катарактата, затоа што во фазата кога се забатува леќата, ја видовме на сликата, тој незин волумен почнува малку да се зголемува, да речеме најречки да бабри леќата. По тоа незино зголемување на волуменот, кога се заматуваат структурите на леќата внатре, се развива лесна кратковидост. Со оглед да старечката далеквидост е плюс диоптер, леќата сега го добива тој минус, го анулира тој плюс на старечката през биопија, викаме, и пациентите почнуваат да гледаат подобро на блиску. За жал им кажуваме дека имаат катаракта. Катаракта имаат, а не подобрување на видот. Секогаш се јавува оваа кратковидост? Доколку некој е кратковид, ќе се влоши проблемот? Ако е некој кратковид, кратковидоста ќе се потенцира, ќе се зголеми. Тоа го гледаме често по тие мерења во подготовката. Ако да речеме пациентот минус 2, минус 3 диоптерот, еднаш диоптерот се покачил. Што е невообичаено. Диоптерот, кратковидоста викаме школска, таа расте некаде до пубертетот, али не после 50-та година и натаму. А што е со лошиот ноќен вид, особено при ноќно возење? Какви проблеми се јавуваат при возењето? Таа заматеност на леќата во тие лоши светлосни услови, посебно непријатно е возењето на самрак. Откако ќе зајде сонцето, се смета за еден многу тежок период за адаптирање на видот на тоа светло. И тогаш се многу изразени симптомите, на вистина добиваат пациентите нејасна слика, збунети се, не можат да се ориентираат, посебно ако возат. Веќе кога ќе се стемни, зеницата ќе се расшири. Добиваат поголемо количество на светло и во темница се поддефинирани светлата кога возите, например, автомобилите што доаѓаат од спротивната насока имаат запалени светла, кои што може да ги видите. Али во оној период на самрак не секогаш се запалени светлата и се чувствуваат многу конфузно, многу непријатно. Колку често овие пациенти бараат промена на очилата? Нормално е човечки, каде од пациентите на преглед и доаѓаат, ако веќе не знаат или не им е диагностицирана катарактата, секој сакаат проблемот да го решат, да ги смениме на очарите. Дајте ми поголем диоптер или помал или што треба. Ние им соопштуваме дека имаат катаракта, дека леќата е заматена. Меѓутоа, погрешно е, кога веќе ќе ја диагностицираме катарактата, да ја решаваме со носење, со менување на ночери. Но на почетокот, во на почетна фаза, има некакви подобрувања со промена на диоптерот? Марија, генерално сакаме на пациентите да им соопштиме она што е вистина. Вистината е она што е реалност. Реалност е дека леќата почнува да се заматува и тоа е процес кој ќе трае, кој ќе прогредира со различен интензивитет, индивидуално. Може би за неколку месеци, може би за неколку години. Меѓутоа, оваа хирургија што ја работиме денес е исклучително безбедна хирургија и зошто вие бе се мачеле да менувате ночери, да влегувате во непотребни трошоци, кога секако интервенција, секако проблемот ќе треба да решиме со операција, а операцијата е подобро да се направи порано од низа причини кои ќе ги продискутираме. Детално ќе ги продискутираме, значи не советувате да се употребуваат разни капки за очи што се нудат на пазарот и се наменети за катаракта, велат ќе се забави прогресот на созревањето на катарактата. Дали ве промена на животен стил може би помогнал? Промена во исхрана, внесување антиоксиданси? Секако би помогнал, меѓутоа не во таа мера дека на тој начин ќе ја спречиме појавата на катарактата. Постојат многу препарати, за жал морам да ги наречам комерцијални, кои што немаат ефект во превенцијата или во лечењето на катарактата. Тоа се капки кои што не ги препорачуваме. Зашто? Затоа што хирургијата е таа што го завршава решавањето на проблемот. Дури сме имале и случаи пред подолго време да користењето на капки кои што наводно
го спречуваат развојот на катарактата, напротив имаат еден несекан ефект да катарактата, јадрото, леќата се склерозира, се сврстува, дури е потешка за операција. Така што единствениот начин на лекување е хирургијата. И тоа на времена. Но пред да преминеме на хирургијата, да ги разгледаме ризик факторите кои што може да доведат до појава на катаракта. Исто така ги има неколку. Ќе го погледнеме телопот кој што се однесува токму на ризик факторите и пердето на окото, а тоа вели ризик се возраста и полот, почесто се јавува кај жените, најдов на таков податок, долготрено користење лекови од групите на кортикостероиди, долготрено и често користење на алкохол и цигари, голема изложеност на сончево зрачење, дебелина и диабетес, повреди на окото. Докторе, редоследно ќе одиме, имаме повеќе работи за дискутирање. Возраста, од која возраст најчесто се јавува овој проблем? Кога почнував со специјализацијата и кога бев млад доктор и студент, таа возраст на катаракта викавте сенилна или старечка катаракта и беше 75 години нагоре, над 70 години. Сведоци сме денес, јас 35 и повеќе години сум во офталмологијата, сведоци сме денес дека таа граница се поместува се порано и порано. Така да воопшто не е невообичаено денеска да имаме пациенти да гледаме кои што се 50 годишни, дури и помлади. Големо прашање и за веројатно за некоја посебна друга дискусија е зошто се јавува веќе толку порано. Се разбира дека сите овие штетни фактори, зрачења, загаден воздух, злоупотреба на лекови, начин на исхрана, пушење, стресот и сето тоа има одредено влијание. Увезрачењето се разбира. Ако се вратиме на прашањето меѓу мажите и жените, отприлика тука е да нешто е почеста кај жените, секогаш го потенцираме ја потенцираме појавата на катаракта кај пациенти кои што употребуваат кортикостероидна терапија. Еден од несаканите ефекти на таа кортикостероидна терапија е појавата на катаракта, која има многу специфичен морфолошки изглед, ја викаме задна поларна или задна субкапсуларна катаракта. Дури кога ја видиме катарактата на микроскоп, кога го седнем пациентот, можеме да му кажеме да вие дали користите овој или кој да одговорите тој. Било каков кортикостероиден препарат, на каков и да е начин да аплициран, дури локално како креми? Се разбира, системската употреба, внесувањето на овие кортикостероидни препарати кои што, да се разбереме, се лекови кои што се исклучително ефикасни и корисни во индикациите каде што се употребуваат. Значи, треба да се даваат исклучиво под контрола на лекар. Најчесто се тоа лекови за реума, за разни други автоимуни заболувања, меѓутоа доколку е давањето, користењето на кортикостероидите контролирано од страна на лекар, тие нус ефекти се поретки или изостануваат. Меѓутоа, точно кортикостероидите покрај катарактата од друга страна предизвикуваат и покачен очен притисок, така да таа состојба има повеќе ризици за здравјето, конкретно за очите. Јасно е дека цигарите и алкохолот ќе наштетат на видото, но сега има тука имам едно подпрашање во однос на користењето на црвено вино. Најдов истражувања кои што вела дека една чаша црвено вино спречува појава на катаракта. Па сега има ли вистина или не? Вистина точно е, 1 до 2 чаши вино се исклучително корисни во исхраната, во внесувањето на антиоксиданси. Всушност, виното е влезено традиционално во нашата исхрана. Богато е со полифеноли, флавиноиди, со ресвератол, значи тоа се антиоксиданси, кои што директно учествуваат во метаболизмот на оние лоши масти, го намалуваат таложењето на склерозирањето на крвните садови, таложењето на масти во внатрешните слоеви на крвните садови, учествуваат во многу биохемиски процеси. На тој начин, навистина внесувањето 1 до 2 чаши црвено вино, се разбира од македонско потекло, е од исклучително благопријатно за превенција. Не би можеле да речеме да тоа е лекот, меѓутоа, посебно тајната во умереноста, очигледно. Тајната во умереноста, и одговорноста во конзумирањето на алкохол, така што го
препорачуваме. Но да не се претера, не повеќе од една до две чаши. Како вика, Тогаш веќе влегуваме во ризичната група. Некои пијат од радост, некои од жалост, немојте од самајле. Од различни причини, секога се наоѓа причина за тоа. Што е со големата изложеност на сончевото зрачење? UV зраците ли се проблем? Или пак директното гледање во сонце? Што предизвикува? Не го препорачуваме директното гледање во сонце, затоа што тој ексцесивно ја осветлува точката на јасен вид, ја викаме макула, и ја го забрзува еден процес на старење или макуларна дегенерација. Инаку самите ултравиолетови зраци е познато дека се штетни. Од тие причини, ние живееме овде во сончева земја, препорачуваме дури и кај деца на предшколска возраст родителите да ги навикнат да носат наочари за сонце или оние капчиња џокејски да се заштитат од тоа ексцесивно ултравиолетово зрачење. Значи, заштитата е едноставна, носење на заштитни наочари за сонце кои имаат оној UVA, UVB заштитен фактор, сите овие наочари што се не брендирани, него сите овие наочари што ги имаме на пазарот, главно го содржат тој филтер, особено да се внимава кога сме на снег, затоа што се мултиплицира тоа зрачење одбивајќи се од снегот, и кога сме на море, на езеро, на плажа, на песок, затоа што одбивањето од тие светли површини на водата и на песокот го зголемува, го мултиплицира ефектот на озрачување. Она е типично, нели? Зашто ќе изгориме одма првиот ден на море или на скијање ако не ставиме заштитни ночари или него намачкаме лицето со крема со многу висок фактор, веднаш ќе ги видиме последиците. Како што страда кожата, така страда и окото. Да. И треба да се внимава од најрана возраст, како што споменав. А што е со дебелината? Како пак дебелината може да влие на појава на катаракта? Диабетот и дебелината. Промената во тие биохемиски процеси секогаш влие и на окото, на структурите на окото. Кај диабетот ние дури и катарактата која што се јавува кај диабетичарите ја викаме диабетична катаракта. Затоа што метаболните процеси кои се променети и патолошки влијаат врз метаболизмот на окото, меѓу другото и на леќата, и дури таа заматеност на леќата викаме диабетична катаракта. Ке добијат сите пациенти со диабетес ваков проблем со окото? Не. Значи, доколку диабетот е една хронична болест и доколку се држи под контрола, доколку шеќерот е добар, доколку пациентите редовно си ги прават своите контроли кај својот интерниста, ендокринолог и така натаму, ризикот е многу мал. Кога станува збор за повреди на окото, кој дел од окото би требало да биде изложен на траума за да се јави катаракта? Повредите на окото ги делиме ние на два типа, на тапи повреди или повреди кои што се раскинуваат структурите на окото, прободни повреди. Кај тапите повреди интензитетот на силата може да биде толку голем да сите структури на окото да ги поремети, да ги потисне, дури и да пукне леќата е сместена во една капсула, викаме ние. Дури да прсне таа капсула, леќата едноставно да експлодира, да се изли и да се развие таа травматска катаракта. Може тоа акутно да се случи, а некојаш и месеци, години после повредата. Повредите со, ние ги кажеме, пенетрантни повреди, каде што најчесто некој туѓо тело, проектил, нож, предмет, парче метал, влезе ги пробие структурите на окото и доколку повреди леќата. Тоа се најчесто повреди кои се многу тешки, се на тој преден дел на окото на роговицата или на склерата на белката, и тие, да ги речам како проектили, тие страни тела кои ќе влезат во окото, кои ќе повредат леќата веднаш почнува да се заматува, и таа травматска катаракта, викаме ние, релативно брзо се развива и е еден многу сериозен комплексен проблем за решавање хируршко. А што е со вродената катаракта? Има некои бебиња на самото раѓање се соочуваат со овој проблем. Генетски е проблемот или пак нешто друго стои зад него? Кај детските катаракти може да биде генетски во еден дел, многу често е поврзан со генетски преметувања одредени, кај Даунов синдром, кај некои преметувања, кај галактосемија, кај одредени преметувања во недостаток на некој ензим, па во развојот на самата леќа таа не може квалитетно и нормално се развие, па се
децата се раѓаат со одредено заматување на катарактата. Често пати е последица на прележани вирози кај мајката Во во бременоста. текот на бременоста, обично најчесто во текот на тие први 3 месеци го викаме период на органогенеза, период кога се создаваат органите. И најчесто е рубеолата и знае да биде причина за појава на вродена катаракта. Има и одредени синдроми, Марфанов синдром, Даунов синдром, кај одредени генетски заболувања, кај кои што катарактата е присутна. Може да биде веднаш при раѓањето да регистрираме или во текот на првата година, најчесто родителите сами го забележуваат постоењето на катаракта кај децата. Дали сите ние со текот на годините ќе добиеме катаракта? Катарактата е всушност процес на старење. И таа веќе после 70-75 година скоро 80% од, ние викаме, здрава популација имаат катаракта. Имаат одредено заматување на леќата. Сега, доколку пречи тоа заматување, доколку ги зафати оние централни делови на леќата каде што е оптичката оска, тоа треба да се оперира секако. И тоа се пациентите кои најчесто ги оперираме. Меѓутоа, кога во текот на подготовката ставаме капки да шириме зеницата. Повеќе или помалку, скоро, да не речем се, сите пациенти, меѓутоа дека најголем дел од пациентите забележуваме веќе одредени заматувања кои најчесто се периферни и значи постојат. Одговорот нема да биде да, 100% сите ќе имаме катаракти, имаме пациенти кои што витални здрави и немаат катаракти ни 80 и 90 години, меѓутоа многу е присутна затоа што едноставно е процес на старење. Порано постоеше став дека катарактата треба да се оперира кога ќе созре. Сега пак сосема е променет. Се вели што порано, тоа подобро. Зошто што порано подобро? Да. Развојот на оваа модерна хирургија, која фактички е последица на развојот на технологијата воопшто, доведе до револуционерна промена во начинот на оперирање. Старата операција на катаракта беше операција, класична операција на катарактата беше операција кај која што, да не звучам грубо, меѓутоа го сечевме скоро половина на оној дел каде што роговицата се спојува со белката. Операцијата беше поврзана со доста голем ризик од компликации, беше поврзана со исклучително голема мануелна спретност на хирургот и беше следена поради тоа што тој рез се затвара, се шие со конци, па пациентите лежеа по 10 дена во болница, па 4 до 6 недели после операција, кога врзувавме, треба да бидат многу внимателни да пазат и така натаму. И затоа чекавме да катарактата се замати предето многу, па пациентот малтене кога ќе брои вака прсти пред рака, па ги речевме ајде, сега ќе правиме операција. Револуционерна е операцијата на катаракта со методата која што се вика фаркоемулзификација. Операцијата се прави низ два многу мали реза или три, зависно, кои што се главниот рез е околу 2 мм. Окото е затворено, операцијата е исклучително безбедна. Операцијата е ултразвучна. Ја завика ласерска, да, не е тоа исто. Не е исто, ние ласерите многу ги користиме во офталмологијата, али за други намени. Да. Операцијата е со една ултразвучна сонда, која што низ многу мал отвор се внесува во природната леќа. Ултразвукот ја разбива леќата, ја емулзифицира, ја прави како ситна прашина и има систем кој што сето тоа го всмукува и го плакне. Кога ги гледате операциите на, рецимо, било каде, на YouTube или на негде да погледате операција, тоа изгледа многу лесно и многу едноставно. И на вистина операцијата е многу благодарна, многу безбедна, брза. Операцијата трае десетина минути. Она што е голема предност на операцијата е што се изведува со локална анестезија. Значи, само капки ставаме во окото, нема инекции, нема успивање, нема будење. Тоа се сепак пациенти кои што се повозрастни, обично имаат некој коморбидитет, дали притисок, дали шеќер, дали реума некој или нешто. Така што ризикот од општа анестезија е сведен на минимум, операцијата е брза. Окото дури ние не го ни врзуваме после операцијата.
пациентот ќе се одмори, пол сат ќе нас ќе полежи после операција, го пуштаме дома истиот ден, од утре дента се враќа на своите секојдневни активности. Да, треба ден-два да се стабилизира сликата, што е нормално, меѓутоа не постојат некои ограничувања, не треба пациентот да лежи дома, може утре дента да се стави ноќек за сонце, да се излезе, да се прошета во парк. Да, има еден режим на ставање капки, кој што не е нешто ограничувачки. Да. А доколку пациентот треба да ја промени својата заматена леќа, каква леќа ќе му понудите? Од што зависи каква леќа ќе му биде вградена? Да. Работиме со два типа на леќи, тоа го почнавме многу рано, откако почнавме работата во системна офталмологија, значи веќе 13 години. Двата вида на леќи се монофокални и мултифокални леќи. Монофокалните леќи, како што ни кажува самиот збор, имаат фокус на далечина. Значи, ја мериме јачината на природната леќа, ги мериме, ние викаме рефракцијските аномалии на окото, дали окото има минус или плюс или дали има цилиндар. Сето тоа го пресметуваме и вредуваме леќа со кои што ги коригираме сите тие грешки, да ги речем, во рефракцијата, и вредуваме монофокална леќа со која што пациентот ќе гледа добро надалеку. Меѓутоа, за читање ќе му требаат наочари за читање. Бидејќи тоа е дилемата, дали ќе ми требаат очила по операцијата на катаракта или не. Тоа е со монофокалните леќи. Значи, кај монофокални ќе бидат потоа потребни очила, доколку постои проблем за гледање од блиску. Тоа им кажува на пациентите, да, секако ќе им требаат наочари од блиску. Сега, овој развој на модернава хирургија оди во една насока, ние викаме рефракцијска хирургија или рефракцијска замена на леќата. Мултифокалните леќи имаат повеќе фокуси. Може да има два фокуси како бифокални или три фокуси како трифокални, што не е толку битно. Битното е да пациентот со тие леќи ќе може да гледа одлично на блиску и надалеку. И она што е особено важно со овие современи нови генерации на леќи, се овозможува добро гледање на она средно растојание, кое е многу важно кај пациенти кои што се помлади, кои што се работоактивни, можат комотно да работат на компјутер. Ова ни е растојанието за читање, ние го викаме 30 до 40 сантиметри. Меѓутоа компјутерот, лаптопот ни е на 50-60 сантиметри. Тие леќи одлично го покриваат тој среден интермедијет, го викаме таа дистанца. И со овие леќи фактички пациентот има едно многу функционално решение и многу голема комоција, затоа што нема потреба да носи ноќер, он гледа одлично надалеку, он гледа одлично на блиску и задоволството кај овие пациенти навистина многу големо. Потребен е период за привикнување, има пациенти кои што не може да се навикнат на оваа промена? Не сите на леќата. Да. На леќата не. Леќата е имплант, викаме ние, кој што е биокомпатибилен и леќата се става на местото на нашата природна леќа. Поради функцијата на самата наша леќа, природната леќа нема крвени садови за да биде провидна. Вештачката леќа ја ставаме на местото на природната леќа и бидејќи немат во тој предел крвни садови, исклучително лесно се прифаќа леќата, значи нема имун одговор на леќата. Не може телото да ја отфрли како и честото прашање на пациентите има ли отфрлање, не постои отфрлање на леќата. Да се вратам на прашањето, не сите пациенти се добри кандидати или одлични кандидати за мултифокалните леќи. Прво, ние правиме еден многу обсежен преглед за подготовка пред операцијата на катаракта, затоа што може да постои некој заболување во задниот пол, викаме ние, на окото, макуларна дегенерација, атрофија на нервот, некои други промени, кои што ефектот од мултифокалната леќа ќе го изгубат, нема да постои. Не се еднакво добри кандидати пациентите кои што имаат миопија и пациентите кои што имаат хиперметропија, значи плюс и минус. Цилиндерот се решава исто така многу ефикасно со вградување на торични леќи, тоа се викаме ние торични, тоа се цилиндрични леќи кои што можат да бидат и монофокални и мултифокални. Она што е интересно од друга страна, што денес веќе ние правиме можеме да им понудиме на пациентите, да го викаме екстракција на чиста леќа. Има пациенти кои што едноставно
им е нефункционално да менуваат два пара научари или некојаш и трет пар научари за на компјутер, ако се луѓе кои што се активни, водат бизнис, имаат состаноци, работат на компјутер, патуваат често, возат кола и така натаму. Тоа вадење и ставање на научари еден пар, втор пар, им е едноставно мачно. Не мора да имаат катаракта, правиме и така наречена рефракцијска хирургија, значи ја заменуваме природната леќа која што не е заматена, вредуваме вештачка мултифокална леќа и на тој начин пациентот се ослободува од носењето на научари. Докторе, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната тема амбуланта. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна, можете да се вклучите во програма со ваши дилеми на оваа тема. Докторе, доколку пациентот треба да ги оперира двете очи, ќе треба ли да се направат две засебни операции со некое временско растојание меѓу нив или може одеднаш да се реши проблемот? Марија, со оглед на тоа да хирургијата денес и условите во кои што работиме се исклучително безбедни, неретко се решаваме за операција на катарактата на двете очи одеднаш од многу практични причини. Прво, обично секогаш кога има на едно токо катаракта и друго токо кој да речеме подобро или поздраво, и тоа има до одреден степен заматена леќа, иако пациентот вика добро гледам со тоа око, меѓутоа најчесто кога ги оперираме едно токо, гледаат и сваќаат колку дека имаат проблем. Не гледаат дека имале проблем и онда самите не бркаат за второто око. Викам, јас ќе ве убедувам и ќе ве бркам за прво око, а после вие мене ќе ме бркате значи, за второто. Значи ние се привикнуваме со текот на времето на заматениот вид. На заматениот вид. Да, тоа е феноменална наша еволуција, тоа е биологија. Мозокот едноставно се навикнува на таа слика. Едноставно е да се оперира катарактата и препорачува на двете очи и одеднаш, затоа што прво стресот го намалувате, на два пати додаѓате на операција, зашто би се малтретирале, зашто би си го правиле тој непотребен стрес, а од друга страна адаптирањето и навикнувањето на мозокот или центарот на вид на новата состојба е многу поедноставен кога на двете очи имате иста леќа. Сликата веднаш го добивате едној ефект кој ние викаме младите коли викате вау, се вика тој ефект. Пациентот одеднаш гледа добро, пресреќен, гледа јасни бои, веднаш станува расположен, среќен што добил еден нов квалитет на живење. Што се однесува до мултифокалните леќи, таму секогаш препорачуваме операцијата на двете очи да се направи одеднаш. Поради почитувањето на одредени правила на физиката, односно на оптиката. Нашата природна леќа, начинот на гледање и адаптација на блиско и далеко се вика акомодација. Принципот на гледање со мултифокалната леќа е друг од нашиот природен оптички принцип. И ако пациентот има на едното око една леќа мултифокална, а на другото око остане природната леќа, може да постои проблем да пациентот се навикне да се адаптира на таа слика, затоа што во мозокот тие две слики ќе се прикажат по различен принцип на адаптација. И од тие причини на пациентите им препорачуваме секогаш кога правиме со мултифокални леќи, секогаш да се оперираат двете очи одеднаш. Имаме гледачи кои што ќе постават прашање во денешната тема амбуланта. Со оглед на тоа дека имаме само 10 минути до крајот на денешното издание, ќе ве замолам што пократки, поконцизни прашања во интерес на времето. Секако, добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Имам прашање. Имам глауком на очите и последните 5-6 години ми кажуваа дека имам заматување на леќата, катаракта. И сега сум во голема дилема. Во последниве месеци ми кажа кога бев на контрола дека немам заматување на леќата и дека не постои тој проблем. Дали е тоа можно со оглед на глаукомот што го имам, сум во дилема. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Лесно ли се диагностицира катарактата? Може ли вака еднаш да издиагностицираат катаракта, следниот пат да речат нема заматување? Катарактата лесно се диагностицира, дури младите доктори што се почетници, кога се расшири зеницата, лесно е препознавањето на катарактата. Не би можел да тврдам има или нема, би сакал да погледнам во секој случај пациентката канам нека дојде на преглед кај нас.
А што се однесува до глаукомот и катарактата, Што во таков случај? секогаш препорачуваме катарактата да се оперира. Затоа што леќата со незиното заматување и со незиното набабрување во тој процес на созревање го затвара малку аголот, ние го викаме тој агол иридокорнеален агол. Тоа е еден агол низ кој што истекува еден дел од окото низ кој што се дренира и истекува очната водичка. Со операцијата на катаракта, кога ќе извадиме леќата, тој агол ќе се едноставно ќе се отвори и самата состојба по операцијата ќе се подобри. Така што препорачуваме да се оперира катарактата. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Поздрав до гостинот. Благодарам. Сакам да прашам во однос пред едно скоро месец на еден преглед имам ми крвен очен притисок. Ми било во максимум во границата. Па што значи тоа за другите нерви и другите испитувања се е во ред, а само во границите ми е очниот притисок? На горна граница ви е? Да, на горна граница. На горна граница. Што значи очен притисок на горна граница и какви последици би можел да предизвика? Ви благодарам за прашањето. Повелете, докторе. Покачениот очен притисок најчесто пациентите го поистоветуваат со глаукома. Но тоа не е исто. Меѓутоа не е исто. Глауком е всушност заболување кое што поради покачениот очен притисок доведува до пропаѓање, до изумирање на нервот. И три параметри се за да диагнозата на глауком биде поставена. Прво е покачениот очен притисок, второ е стеснување на видното поле и трето е промени на нервот. Доколку овие три параметри се присутни, ние викаме дека пациентот има глауком и почнуваме со терапија. Да не навлегувам во некои детали, може да има и притисок, односно глауком со нормален очен притисок. Меѓутоа, доколку е притисокот во граници на нормално, независно дали е на горната граница, доколку пациентот нема промени на нервот и доколку видното поле му е нормално, тоа не е глауком кој што треба да се лечи, веројатно е една состојба која што треба да се следи. Да. Уште двајца гледачи ќе вклучиме во денешната емисија. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Во програма сум? Да, ве слушаме, повелете. Имам едно прашање до докторот. Така. Оперирана сум од катаракта на 20 декември. До 20 јануар ми беше заматен погледот, ама не ми беше болно. Го напрашив окото и одем на контроли до пред 10 дена, ставав капки, имав и болки за црвено око и сега веќе ми се чиста болките, ама видот ми е многу матен. И понатаму ви е матен видот. Да. Па ви интересира што е проблемот, зошто е матен видот? Проблемот јас знам, оти ми е напрашено окото. Напрашено? Да. Так. И сега... Докторе, под прашање да немате некоја? Па ми го чистија и тука и бев и во Скопје, оти сум од далеко, од провинцијата. Ми го переа тука окото, после отидов на контрола, ми дадоа капки некои си, ама изгледа не беше доволно изчистено и сите капки и антибиотици и се што ми дадоа, многу ми го надразнуваа окото. Сега тие надразнувања ги немам, ама погледа видот ми е матен. Видот и понатаму ви е матен. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Докторе, што велите за оваа ситуација? Веројатно до заматување се јавува, може да биде после операцијата да трае релативно кратко, да трае и пролонгирано подолго време. Зависи од времетрањето на операцијата. Времетрањето на операцијата пак зависи од степеност на зрелост на катарактата. Ако катарактата е многу стара, треба да се употреби, ако е многу цврста, треба да се употреби повеќе ултразвучна енергија да се разбие, викаме ние, леќата. Таа ултразвучна енергија дава еден дел од неја се претварва топлинска енергија. Топлинската енергија знае да направи одреден степен на изгореница на внатрешниот дел на окото, го викаме ендотел. Може да е, значи, последица од подолг тек на операција од повеќе причини.
Меѓутоа, ова што викате дека го напрашила окото, може би некаква надворешен фактор, некаква инфекција или нешто се случило што сето тоа го продолжило тоа време на оправување. Би сакал да видам пациентот така треба да без преглед не можете да дадете. Но може ли да се замати таа вградена леќа? Може ли да се замати? Вградената леќа не може сама да се замати. Може да се замати една компликација, не ја сметаме дури ни компликација затоа што лесно се лечава. Вештачката леќа ставаме во капсулата на природната леќа. Може да се случи таа капсула на природната леќа со време, со години после операцијата да претрпи одредено заматување. Ние го нарекуваме тоа секундарна катаракта. Не е вистинска катаракта и не се оперира, туку многу едноставно се решава со една интервенција со ласер. Ке се пробие неколку печати, се стават, ке се пробие таа задна капсула и веднаш ке се отвори, ефектот е моментален, веднаш се враќа видот. Имаме уште еден гледач. Докторе, да го вклучиме, тој воедно ќе биде последниот гледач во денешната емисија. Ќе го замолам само што поконцизно да биде прашањето, бидејќи имаме многу малку време, да има простор да добие одговор. Добар ден. Добар ден за гледачот. Еве уште една шанса да му дадеме. Добар ден. Не, изгледа се исклучил, за жал. Ете, има некоја друга можност, докторе, да се јави повторно во Телма амбуланта, кога ќе ни гостувате во емисијата. Секако стана уште низа прашања неодговорени, но секогаш има простор за уште едно гостување и уште едно отварање на оваа тема, бидејќи е неисцрпна. Само да заокружиме дека препорачувате веднаш штом се диагностицира катарактата, да не се чека и да се направи оваа операција. Јас најдов на еден податок, вели дека е најчестата операција во офталмологијата. Не само во офталмологијата, мислам дека и во медицината, во хирургијата е веројатно најчестата операција. Има некои бројки, да речеме, минатата година скоро половина милион катаракти се оперирани во Англија. Значи, околу 500.000 катаракти. А во систина офталмологија колку често ги правите овие операции? Имаме многу голема бројка се неделниот број на операции е веројатно околу 40-50. Значи има голем интерес. Свесноста расте? Многу ме радува тоа што еве низ години назад со овие емисии што ги правиме заедно со популаризирање на медицината, пациентите се доаѓаат се поспремни и доаѓаат се поопуштени и без некоја фама, без некој страв околу тоа што е операцијата, како и мислам дека ова што го правиме заедно исклучително потребно. Фондот покрива нешто кога станува збор за... Имаме договор со фондот од самиот почеток, кога почнавме да работиме. За жал имаме многу мал број на катаракти, меѓутоа имаме договор со фондот за операции кои што се доста поскапи, покомплексни, тоа се витректомии и аблации на ретината. Докторе, ви благодарам многу уште еднаш за денешното гостување во Телма амбуланта. Благодарам, Марија, ми беше задоволство. Поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Почитувани доктор Златко Арнаудовски, офталмохирург во Систина офталмологија, беше гостин во студиото на Телма. Ви благодарам што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден во 12 часот и 50 минути на телевизија Телма, кога заедно учиме за здравието. Имајте пријатен ден.